Проширувањето на Европската Унија треба да се темели на копенхашките критериуми, а не на историски и билатерални прашања, вели председателката во последното интервју за МИА. Според неа, уставните измени не треба да бидат услов за почеток на преговорите, туку државата треба да добие простор да се европеизира, да ги спроведува реформите и да стане компатибилна со европските стандарди, подсетувајќи дека токму во таа насока официјално Скопје веќе предложи уставни измени со одложено дејство. Значи, ние предложивме решение кое што не би го предложиле другите држави. Решение дека ајде и по 37 пат ке менуваме устав, ама оставете не да се европеизираме на патот, да станеме компатибилни со она што го бараат копенхашките критериуми, како? Не губејќи го времето на решавање на историски прашања, бидејќи тие се исклучени од идентитетски, од конститутивните акти на ЕУ, преку членот дека ќе го почитуваат националниот и културниот идентитет и да се усредсредиме на европеизацијата. Слушам сега да сме организирале референдум, дали сме за членство во ЕУ, ве молам. Молам. Председателката тврди дека не е точно дека со уставните измени автоматски завршуваат проблемите, бидејќи според неа остануваат протоколите, историската комисија и можноста за нови барања во текот на процесот. Затоа вели дека Македонија не треба да губи време на историски спорови, туку да се фокусира на реформите, владењето на правото и европеизацијата. Таа ја критикува сегашната опозиција, коментирајќи дека клучните обврски поврзани со бугарското вето ги превземала во нетранспарентна постапка и без согласност од граѓаните. Јас паметам какви протести имавме, но во една не многу транспарентна постапка, без вклучување не само на опозицијата, туку и на граѓаните, биле носени одлуки кои што се од темелно значење за нашиот идентитет и за нашата држава. За такви одлуки е потребен консенсус. Во интервјуто на председателката, опозицијскиот лидер Филипче го виде она кое, како што вели, СДСМ го повторува долго време. Дали ова значи дека председателката Силјановска сака да се приклучи на фронтот за вистина и правда? По прв пат некој од ВМРО јавно го кажува она што ние во СДСМ, а сега и во големиот граѓански фронт го повторуваме веќе долго време. Историските спорови со Бугарија и работата на историската комисија не се дел од условите за продолжување на преговорите со Европската Унија. Тоа е билатерално прашање меѓу Македонија и Бугарија, а не европски услов. Упорно објаснуваме дека реформите и копенхашките критериуми се европски барања, а не бугарско прашање и дека се клучни за продолжување на преговорите. Реформите не представуваат никаква закана за јазикот, културата и македонскиот национален идентитет. Не смееме да дозволиме мицкоски со лаги и пропаганда да го дели народот, да изолира Македонија поради својот криминал и корупција и да ја остави Македонија како слепо црево на Балканот. Гордана, ви благодарам за вистината. Како професорка по право се надевам дека наскоро ќе бидете и на страната на правдата, порача Филипче на Твитер. Од власта и денеска го обвинија дека повеќе се грижи за бугарските отколку за македонските интереси. Филипче и раководството на СДС се однесуваат целосно потронски кон Бугарија и официјална Софија. Веројатно, тоа го гледаат како единствен начин за доаѓање на власт. Но актуелното државно раководство на прво место ја става сопствената држава Македонија, сопствениот јазик, идентитет и се што е македонско. Дека политиката која се води е во вистинска насока, неделава покажа и истражувања на јавното мислење. Високи 80% се против вклучување на бугарите во уставот под диктат на официјална Софија. Од ВМРО ДПМН го повторија ставот дека уставните измени не се последниот бугарски услов, коментирајќи дека со политиките кои ги води СДСМ е на добар пат да исчезне последните избори.
Александар Спасовски, Сител телевизија.